Организацијата на потрошувачите на Македонија во соработка со Министерството за економија во рамки на програмата за заштита на потрошувачите за 2018 година изработи брошури во кои се нагласени основните потрошувачки права и совети како граѓаните да бидат одговорни потрошувачи. Овие насоки представуваат основа за развој на законодавството за заштита на правата на потрошувачите во европски и светски рамки, како што информираше председателката на Организацијата на потрошувачи на Македонија Маријана Лончар-Велкова. Во Македонија свесноста за употреба на пластиката е на многу ниско ниво. Таа вели дека треба да се посвети повеќе внимание на подигнување на свеста кај граѓаните со цел да си ја заштитиме животната средина. Сега според вашите сознанија, каква е свесноста кај граѓаните за употребата на пластиката? Да ви кажам, не сме многу свесни, гледаме и самите кога одиме да пазаруваме, све нешто забораваме нашите платнени торбички, не дека секој нема дома кој една платнена торба или може да сошие. Исто така прекумерно се употребуваат пластичните чаши, вилушките, лажиците, чиниите, значи од пластика кои што се направени и други потребштини, кои што секако во секој момент ние прво можеме дома да ги замениме со стаклена амбалажа и воопшто да ги ја намалиме употребата. Меѓутоа секако дека и правната регулатива и кампањите во овој домен ќе бидат многу потребни. И први ќе треба да почнат се разбира институциите, таму да се намали употребата на пластика. Павле Костовски од Организацијата на потрошувачи на Македонија вели дека според последните извршени анализи, пластиката е една од главните фактори кои го загадуваат воздухот. Дел од препораките се да користиме платнени торби кога купуваме во маркетите, да користиме стаклени тегли за чување на различни суровини како шекер, кафе и такви работи, потоа да не бараме сламка во маркетите кога купуваме и исто така да си носиме прибор со себе кога одиме во ресторани со цел да не добиваме пластични чаши и пластични тања. Бранко Костовски од Организацијата на потрошувачите на Македонија вели дека стигнуваат поголем број на поплаки од граѓани кои не се задоволни или им е нарушено потрошувачкото право, а најголемиот дел од поплаките ги решаваат преку телефонски повици, а најмал дел се решаваат преку социјалните мрежи. Најголемиот дел од поплаките се однесуваат за мобилните телефони, а преку брошурата ќе им помогнат да се запознаат со правата. Во просек месечно имаме од 180 до 200, некогаш имаме до 215-20, ретко тоа се случува, најчесто до 200 максимум. Најголем дел од поплаките се работат за мобилни телефони, за клима уреди, а сега доста актуелни се договорите надвор деловните простори, каде што не е познато правото од законот дека потрошувачите имаат право во рок од 14 дена да се откажат од таков договор. Па преку овие брошури може ќе им помогнеме на потрошувачите да се запознаат со тоа право. Организацијата на потрошувачи на Македонија исто така изработи и брошура во која се наведени совети за граѓаните за справување со потрошувачките кредити. Во новата брошура на Организацијата на потрошувачи, насочена кон потрошувачките права при користење на потрошувачки кредити, се опфатени најчестите поплаки добиени кон нашата организација. Како такви можам да ги наведам условите при откажување на кредитот, како и големините вкупни трошоци кои трговските друштва ги користат се почесто. Во оваа мала брошура може да ги најдете нашите совети како да се справите со проблемите при договарање на потрошувачките кредити, како и нашите совети како да се избегнат во иднина. Представници од Организацијата на потрошувачите на Македонија денеска во трговски центар Сити Мол на случајните минувачи им делеа брошури со цел да се запознаат граѓаните за своите потрошувачки права.